Добро утро и од мене во Слободен печат. Преполни амбуланти, високи температури во чекалници, се чека по половина час. Ковид или грип? Зашто станува збор? Утрово одговори ќе побараме од директорот на клиниката за пулмологија, професор доктор Дејан Докич. Докторе, најпрво добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата на Слободен печат. Утрово ќе позборуваме околу актуелната ситуација со грипот, дали симптомите се слични, како граѓаните да препознаат дали станува збор за грип или за ковид, дали се прават тестови, меѓутоа ќе позборуваме и за загадувањето, за карциномите, белодробни, за новиот кабинет кој што го промовиравте пред неколку дена. Така да, ајде да почнеме со ред. Најпрво за кабинетот, што практично значи ова за пациентите во државава? Добро утро и на вас. Пред се би сакал да кажам дека тоа е еден диагностички центар кој што има повеќе простории, во кој што во една зграда се наоѓаат сите техники и апарати кои што снимаат, како што е дигитален рентген апарат и компјутеризирана томографија, која што патем речено работи во две смени со цел да што повеќе пациенти снимаме, бидејќи има голема навала на пациенти. Понатаму во таа зграда се наоѓаат втор ехо кабинет, каде што вршиме ехо, односно ултразвучно испитување на градниот кош, евентуално дренирање на течност, што се кај некои болести наоѓа во плевралниот простор. Ние годишно правиме 2250 ехо инвестигации, во овој случај ќе правиме 4500. Значи се удвојува се удвојува бројот на пациенти што можеме да ги прегледаме во ехо кабинетот, но исто така се удвојува и бројот на пациенти во бронхоскопската сала, бидејќи таа е на најсовремен начин, следејќи ги сите европски критериуми за една ваква ординација, односно сала, каде што имаме специјален довод и одвод на воздух со цел да се спречи инфекција, било на персоналот од пациентот, било еден пациент на друг пациент, бидејќи повеќе пациенти се работат во текот на денот. Така да околу 990 до 1000 бронхоскопии годишно правиме, а на овој начин ќе правиме до 2000. Сумирано кажано, нашите пациенти два пати повеќе ќе можеме да ги прегледаме, да направиме двојно повеќе интервенции бронхоскопски, кои што се нешто што мора да се направи за да се диагностицира белодробен карцином, а тоа е број 1 од сите карциноми кај мажите, и се разбира двојно повеќе ехо интервенции, како и двојно повеќе снимања на компјутер. Така, во самата најава спомнав околу актуелната ситуација со грипот. Имаме повеќе грип или ковид и како граѓаните, односно пациентите кои што доаѓаат кај вас на преглед, кои се вашите совети да знаат дали боледуваат од грип или од ковид? Па прво сакам да кажам дека по прекинувањето на пандемијата, ние секоја година имавме и имаме одреден број на пациенти со ковид на нашата клиника, бидејќи имаат најчесто хронични респираторни заболувања кои што се инфицираат со вирусот на COVID, SARS-CoV-2. Така да, минатата година 48 пациенти имавме со COVID. Лежачки збор, лежачки говорам, не говорам за амбулантски, бидејќи тие не можат секогаш ни да се диагностицираат. За лежачки пациенти, од кои што два починаа. Компликации, значи хронична некоја болест во компликација со COVID вирусот. Во овој период, иако имаме COVID, но тоа е во многу помала количина број на пациенти, клиничката слика кај пациентите со COVID, новава варијанта, е релативно полесна во однос на вирусот на грип, кој што во моментот доминира. Имаме 7 пациенти кои што беа во моментот се хоспитализирани со одредени хронични болести, но исто така заразени со вирусот на инфлуенца. Една пациентка пред некој ден, можеби чувте, беше во многу тешка состојба, без сознание и таа мораше да се стави на респиратор и е префрлена на инфективна клиника, а на почетокот од оваа година двајца пациенти повозрастни со многу коморбидитети и во тешка општа состојба донесени кај нас на клиника почина од инфлуенца вирусот. Значи, од оно што ми го кажавте, излегува дека симптомите на грип годинава се многу полоши отколку тие што ги имавме со COVID. Токму така, во моментот една инфекција со COVID или со грип не би можел ни пациентот,
ни докторот да ја диагностицира. Слична е клиничката слика, оди со температура, со тоа што ако веќе треба некои нијанси во разлики да правам, тогаш повисока е температурата кај пациентите со грип, отколку со ковид. Потешка е во моментот клиничката слика, значи имаат со болки во мускулатурата, голема слабост, кашлица, главоболка, може да има и некогаш диареја, значи тоа се симптомите и основните хронични болести кои што доминираат секако и се влошуваат заради вирусот, додека за ковидот се нешто поблаги, клиничката слика е поблага и додека не се направат молекуларни испитувања, не би можело да се детектира за што станува збор. Зошто е важно да се детектираат? Заради тоа што доколку се детектира вирусот на инфлуенца, може да се даде лек против инфлуенца, станува збор за добро познатиот Тамифлу, кој што доколку се даде во првите 2 дена од почетокот на клиничката слика, може во голема мерка да ја обезглави таа тешка клиничка слика. Од друга страна пак за COVID-19 знаете како помина епидемијата, меѓутоа одредени компании исто така произведоа антивирусен лек, како што е Молнупиравир од MSD, мислам дека е компанијата, која што е извонредно скап и кој што може да се даде кај пациенти со тешки форми на COVID-19. Пак ќе кажам, оваа варијанта не захтева таблетарна таква терапија, која што е извонредно скапа, мислам дека околу 1000 до 2000 евра кошта терапијата. Ајде да позборуваме малку за загадувањето, бидејќи вие сте некако и директно поврзани со она што се случува посебно во Скопје. PM частиците се причинител на голем број смртни случаи во државава. Оно што го имам како податок од пред неколку години беше 1500 на годишно ниво, меѓутоа оваа бројка е сега, да не речам, дури 4 пати повисока. Какви се вашите сознанија и имаме ли потврдена оваа информација дека сепак станува збор за 5000 луѓе кои што умираат на годишно ниво благодарение на загадувањето? Да, точен одговор не би можел да ви дадам, бидејќи тоа не е во делокругот и немам такви информации, бидејќи тоа го прават Институтот за јавно здравство и веројатно водејќи една евиденција. Ја можам да ви кажам за нашите пациенти кои што доаѓаат кај нас на клиника, било да се тоа амбулантски, било да се хоспитално. Познато е дека сите овие ново компоновани аерозагадувачи, како што се ПМ честичките, кои што патем речено може да бидат со димензија, односно диаметар од 10 микрометри и ги нарекуваме PM10 честички, може да бидат 2,5 микрометри и може да бидат помали од 1 микрометар. Оние од 2,5 и помали од 1 микрометар, самата големина укажува дека тие се депонираат подлабоко во дишните патишта, во малите дишни патишта, може би и во алвеолите. Така да нивното штетно дејство е доста често асоцирано со појава на карцином на бели дробови. Додека PM10 честичките повеќе се депонираат во горните дишни патишта и во проксималниот дел на дисталните или на долните дишни патишта, значи во поголемите дишни патишта. Тие се поврзани со еден оксидативен стрес и оштетување на епителот на дишното стебло, кое што резултира со една воспалителна реакција. Кај секој, и кај здравите пациенти, секако во поголема мерка изразено кај оние што имаат веќе хронични респираторни заболувања. Да не заборавиме дека тие можат исто така да доведат до влошување на скоро сите функции на сите органи, дури и на репродукцијата да влијаат, да не говорам дека исто така пациенти со болни од срце ќе имаат големо влијание, се мисли на влошување на клиничката слика, доколку бидат експонирани на аерозагадување. Така да, самиот факт што се тие оксиданси, на некој начин укажува што ние можеме како пациенти или како потенцијални експонирани субјекти на ваков аерозагадувач да земеме, а тоа се антиоксиданси. Значи, јас навистина ќе препорачам да секој пациент во овој период, не само заради аерозагадувањето, туку и заради можноста и изложеноста на инфекции, како што реков, вируси пред се, сите тие доведуваат до една воспалителна реакција и сите тие се поврзани со некаков оксидативен стрес. Затоа земањето на антиоксиданси апсолутно е пожелно во овој период,
протективно, превентивно кај ваквите пациенти. Воглавно станува збор за витамини, немаат штетно дејство. Така, додатоци Доволно е 1000 милиграми витамин С да се земе, 2000 интернационални единици витамин Д. Да напомнам дека и долгорочно земање на витамин Д, студии правени на Балканот, и поред тоа што имаме сонце, нема случај на хипервитаминоза. Така да доволно е земањето на витамин Д. А од друга страна, веќе која допрев темата за витамин Д, можам да кажам дека оние кои што боледуваат од карцином, било каков, пожелно е да зима 20 интернационални единици витамин Д во неделата. Така да, ако земат и повеќе, нема да штети, меѓутоа тоа се некои дози кои што треба луѓето да се ориентираат. Понатаму може да се земе ресвератрол како антиоксиданс или кверцетин. Значи се со тоа цинк исто така, кој што е важен метал, кој што учествува како коензим во повеќе метаболни процеси во организмот. Така да сето тоа е нешто што нема да делува штетно на организмот, но може на некој начин да го спреми имуниот систем или да редуцира таа оксидативна инфламаторна реакција што настанува како последица од експонирањето било на аерозагадувачи, било на вируси. Професоре, од ова кажаново, можеме ли да произнесеме некаков заклучок дека од година на година како расте загадувањето, растат и пациентите со белодробни заболувања? Какво е вашето искуство на вашата клиника? Па да, гледаме секој... Тоа знаете како флуктуира, така што во месеците кога имаме повеќе аерозагадување, имаме и повеќе влошување на хроничните белодробни заболувања. Значи, пациентите кои што боледуваат од хронична обструктивна белодробна болест, од астма, од фиброза, од цистична фиброза, тие почесто доаѓаат на клиниката во тој период и подолго се задржуваат, се јавуваат со една потешка клиничка слика, со еден збор со влошување на хроничната состојба. Меѓутоа, исто така, загрижувачки е и порастот на бројот на пациенти со карцином на бели дробови. Да, тоа ми беше веќе следното прашање. Можеби сега има повеќе постулирања и шпекулирања зошто, како, затоа што пациентите кои што во текот на пандемијата со COVID-19 беа фокусирани само на болеста COVID-19. Сите други болести ги занемарија. Изостана и раната диагноза на карциномите. Така да, како последица од тоа, ние сега гледаме многу задоцнети форми и стадиуми на карцином, кои што многу тешко или воопшто не може да се лечат. Мојата замисла е, заедно со Министерството за здравство, предложивме една програма за рана детекција на пациенти кои што би можеле да имаат или потенцијални се добитници на карцином. Кои се тоа пациенти? Па над 50 години, пушачи, пациенти кои што имале во фамилијата некој со карцином на бели дробови, пациенти со хронична обструктивна белодробна болест, кај што знаеме дека заради основната хронична болест можно е почесто појава на карцином на бели дробови, значи тие пациенти да се викаат од матичните лекари, да им се закажува снимање на компјутер кој што има ниска доза на зрачење, бидејќи тие пациенти би требало еднаш годишно да се викаат. Така да, сето тоа би резултирало во навремено откривање на голем број на пациенти кои што имаат почетен стадиум и тие можат успешно да се лечат. Кога сме веќе кај карциномот, тоа е еден од најголемите практично убици кај нас. На прво место се наоѓа по смртност. Од она што ми го кажавте во претходниот одговор, излегува дека имаме зголемена бројка на пациенти со карцином на бели дробови, меѓутоа во моментов не можеме да кажеме дали станува збор за дека не се на време диагностицирани или дека се ново заболени како резултат на загадувањето. Како стоиме со бројки? Премногу е рано, пример, да прашам за годинава, бидејќи поминати се само еден месец, 30 на дена, нема ни 30 дена од месецов. Да направиме некаква споредба 2022-2023. Колку е зголемен бројот во 2023 и дали машката популација предничи во карцином? Машката популација предничи, меѓутоа женската се повеќе го стигнува тој процент.
Повторно ќе кажам, можеби 2022 не е адекватна година да се земе заради веднаш година по пандемијата на COVID-19 и тогаш имате одеднаш голем број на пациенти што не доаѓале на контроли заради COVID-19 и плашејќи се да не се заразат. Сега кога доаѓат веќе гледате напреден стадиум на болеста. Така да ќе излеземе со статистика добра година за споредба 23-та со нареднава 24-та, бидејќи тогаш веќе со сигурност нема да ги имаме оние остатоци од и последици на пандемијата. Тогаш ќе бидат веќе пореални бројките со кои што ќе излеземе. Меѓутоа пак ќе кажам, оваа година ќе 2024 дупло повеќе инвестигации ќе направиме. Така да ќе имаме можности дупло повеќе пациенти евентуално кои што имаат карцином да ги на време откриеме. Така да се надам дека нешто и доколку во догледно време проработи програмата за брза дијагноза на карцинома, сметам дека добри се шансите на пациентите да навремено бидат детектирани и навремено лечени, бидејќи секоја болест, па и карцином, на почетокот е излечлива болест. Така, ако се Што влезе во форма на метастазирање, тоа е сосема друга болест. Значи, разликуваме карцином на белите дроби кој што не метастазирал, е една болест, лечлива. Метастазиран карцином на било кој друг орган, па и на белите дробови, е сосема друга болест. Како друга болест, агресивна треба да се смета. Сега, постојат одредени новитети. Например, кај нас, кај белодробниот карцином, кога ќе се земе парче ткиво, не е доволно само да се открие кој карцином, доколку се работи за одреден врста, се прават дополнителни боења, испитувања, имунохистохемиски и така натаму, барајќи одредени мутации на гени што се реперкутираат во форма на одредени појава на рецептори, на одредени протеини и во тој случај може да се, доколку се детектираат одредени подгрупи, одредени мутации на одредени гени, има целна терапија, која што можат овие болести, дури и со метастатски карактери стадиум, да ги повлечат метастазите. Или пак, доколку пациентите се одредува ПДЛ или ПДЛ1, еден маркер кој што може да помогне во давањето на имунотерапија кај овие пациенти, исто така болеста да ја доведат во една хронична болест, што долго ќе трае, меѓутоа ќе има квалитетен живот пациент. Да, ќе го продолжи живот. Ајде една препорака до граѓаните, како да се заштитат од респираторни инфекции. Што се треба да се прави, бидејќи на загадувањето обичниот граѓанин не може да влијае. Тој воздух го дишиме сите. Има ли никакви препораки, професор Докич, да видиме на кој начин би се заштитиле? Ајде, да не се повторувам, антиоксиданси да зимаат, тоа е редовно, нема потреба да биде некој аерозагадување, антиоксиданси ќе помогнат секогаш. Второ, носење на маски. Јас знам дека е тоа непопуларно. Дури на почетокот на пандемијата, ако се сеќавате, голем број на субјекти одбиваат да носат маски, потоа говореа дека не помагат и така натаму, меѓутоа се виде дека навистина маските помагаат, особено ние N95, не само против ковид или грип и други вирусни инфекции, туку исто и кон бактериски инфекции. Така да носењето на маски во овој период апсолутно би било пожелно, особено за оние кои што се болни. Значи не е поентата да носи некој кој што е здрав, ако тој што е болен не носи, бидејќи тој што е болен го разнесува на секаде вирусот. Значи секогаш треба болниот да носи и секако и оние кои што доаѓаат во места каде што заради начинот на работа има многу луѓе, како што се болници, се разбира болници веќе има и препорака Комисијата за заразни болести да се носат маски, меѓутоа доколку одат во банки каде што имаат ред се чека, во некои други институции за изводи, пасоши, лични карти и така натаму, не е лошо да се носат маски, бидејќи тука е најпогодно да се пренесе вирусот и да се заразат пациентите, а во однос на аерозагадувањето може да носат маски со HEPA филтер. Значи посебен филтер кој што се менува, има одреден рок, тие маски може да се најдат во Македонија, така да ги препорачувам оние кои што во најзагадените денови мора да излегуваат, а имаат хронични заболувања, или оние кои што се здрави и сакаат да се заштитат, да си набават вакви маски со HEPA филтер и во тој случај во голема мерка ги намалуваат и ПМ честичките, но и другите аерозагадувачи, како што е издувни гасови од дизел горивата, озонот, азотниот двеоксид и така натаму.
И за крај, професоре, кога треба да ја очекуваме, да го очекуваме практично пикот на грип, бидејќи децава се вратија во, се извинувам, во училишните клупи, малку по-раздвижени сме сите, дали пикот е веќе на повидок или допрва доаѓа како и секоја година некаде во февруари? Имајќи во предвид дека вирусот на грип има кратка инкубација, тоа ја би очекувал сега овој, ако воопшто има пик и се разбира дека би имало некаков, дали ќе биде остар со многу бројки или ќе биде затапен, тоа дополнително ќе видиме допрва, меѓутоа некаде крајот на јануари, февруари би било тука до средината и после очекувам дека и прво времето ќе биде убаво, повеќе ќе престојуваат надвор и помала ќе биде можноста да се заразат. Професоре, ви благодарам многу за гостувањето и за тоа што одвоивте време за Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете во добро здравје, послушајте ги советите на професор Докич, носете маски кога излегувате надвор, меѓутоа и кога одите и во банки, во болници, на прегледи. Секако останете со Слободен печат, со нашата програма и секако со веб изданието, а попладне очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам и имајте убав ден.